Спиро Ристовски од ВМРО ДПМН е на средбата со пензионерите од Кочани, а истакна заложбата на самото Сдружение на пензионери од Кочани за подобрување на состојбата на пензионерите и при тоа истакна дека станува збор за исклучително квалитетна група на луѓе кои што се полни со енергија и полни со идеи во однос на големиот број проекти кои што се реализираат на територијата на општина Кочани и она што значи генерална подршка на владата и ВМРО ДПМН на пензионерите како категорија. На средбата со пензионерите Ристовски ги презентираше мерките и плановите на ВМРО ДПМН за пензионерите, што како политичка партија ги имаат во новата програма реално. Предвидено е реално зголемување на пензиите во наредните 4 години за најмалку 10,25% за сите категории на пензионери во Република Македонија. Исто така предвидено е да се продолжи со реализацијата на проектот за бањско-климатска рекреација за пензионери, со што е предвидено околу 40.000 пензионери оваа мерка и понатаму да искористат, како и друг голем дел сет мерки кои што ќе продолжат да се реализираат, а претходно веќе се започнаа со имплементација, ќе продолжат да се реализираат за потребите на пензионерите. За изградбата на пензионерскиот дом во Кочани, Ристовски истакна дека уште во периодот кога тој бил министер за труд и социјална политика, сето тоа било во фаза на идеја. Веќе е променет урбанистичкиот план, изготвен е проектот со сите по сите стандарди и од аспект на геомеханика и подготвување на самиот проект. Сега веќе конкретно можеме да разговараме за на еден начин склопување на финансиска конструкција, при што потоа би следел и почетокот со градба на овој пензионерски дом. При посетата на Кочани, освен со пензионерите, Ристовски оствари средба и со останати граѓани на Кочани од различни категории.